Ако тоа другите луѓе не го разбираат, не е до нас, туку е до нив и до нивните уверувања. Здраво и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Денешното видео ќе биде посветено на фамозното зборче не. И доколку имате проблеми, потешкоти, не знаете да кажете не или не знаете да кажете не на одредени луѓе, можеби во ова видео ќе најдете одговори на некои прашања или ќе ве поттикне да размислувате кои работи треба да ги решавате, да им обрнете повеќе внимание, да ги расчистите со себе си. А доколку сте од оние кои што научиле одамна да кажат не, можеби и вас ќе ве потсети на нешто што одамна сте заборавиле или ќе ви инспирира да ги мотивирате другите и да им помогнете да им биде полесно да кажат не. Зошто е толку важно да се каже не? Затоа што не на другите, не на партнерите, на пријателите, на децата, на родителите, независно, значи да за себе си. Подсетете се колку пати во животот сме се нашле во ситуации во кои, иако мислиме не, иако не притиска во главата, тука нешто не стега, се размислуваме како да го кажеме, што ќе биде, и додека трае целиот тој процес во нас, ние гласно велиме, па да, ќе дојдам, да, ќе ти помогнам, да, ќе завршам работа, да, ќе пијам кафе со тебе, иако свесни сме дека имаме многу други работи кои што можеби ни се поважни, можеби повеќе сакаме да ги правиме, или едноставно не сакаме да го поминеме времето со таа личност и на тој начин. Тоа го правиме за да не ги повредиме, навредиме другите, за да не ни се налутат и така натаму. Меѓутоа, овде сакам да обрнам внимание на две работи. На тоа дека не сме искрени, а многу битно е за секој од нас да сме искрени едни со други. Значи, ние ги лажеме другите за да испаднеме добри луѓе. Или пак чувствуваме некаков долг кон нив, па сега за да им го вратиме им викаме да, иако би рекле не. Следното прашање е зошто не можеме да си кажеме да на себе си? Дали ние имаме некаков проблем со своето не заслужувам, не вредам, не сум доволно благодарен? Дали имаме проблем со тие некакви уверувања кои што не притискаат да бидеме добри, подобри, најдобри, да бидеме секогаш достапни и на тој начин одиме против себе и се лажеме себе си и другите. Битно е да се размисли, да се разгледа, да се освести дали е проблемот во тоа што не можеме себе си да си кажеме да, што не можеме да застанеме за своите избори, одлуки, ставови, или тоа го правиме за да бидеме прифатени. Во двата случаи ние не сме искрени и нашиот однос е под знак прашалник. Се разбира дека понекогаш ќе направиме некаков компромис, меѓутоа проблемот не станува тогаш кога постојано ќе им кажуваме на луѓето да, додека мислиме не, заради тоа да бидеме полесно прифатени или да бидеме видени поинаку од како што ние навистина сме, како што навистина чувствуваме и поинаку од она што навистина сакаме да го правиме. Тоа е секогаш, како и се друго, поврзано со нашето детство, младоста, воспитувањето, едукацијата која што сме добиле не само од родителите, туку подоцна и пошироко, а тоа што ќе кажеме не прави помалку добри луѓе. Напротив, ние, ако сме добри луѓе, исто така е битно да бидеме добри и за себе си. Ако сакаме да им угодуваме на другите луѓе, исто така е битно да си угодиме и себе си. Ако сакаме да најдеме време за другите, исто така е битно да имаме квалитетно време кое ќе си го посветиме на себе, за да бидеме мирни, спокојни, задоволни, а потоа да можеме да воспоставуваме односи, дружби, средби и да им помагаме на другите луѓе. Еднаш слушнав дека не е цела реченица, е завршена реченица, не бара објаснување. Доколку не се согласуваме целосно со тоа, доколку имаме потреба да објасниме, тогаш е во ред. И во процесот на објаснување е многу важно да не се правдаме, да не лажеме, да не бидеме неискрени, тоа да се обидуваме да го замотаме во некоја приказна која што ќе ја префрлиме одговорноста за нашето не на некој друг.
И во тоа објаснување да бидеме кратки, јасни, искрени, затоа што тоа другата личност го знае, затоа што тоа другата личност го чувствува, исто како што го чувствува нашето да, зад кое се крие не или можеби. Зошто другата личност прифаќа да се ја игра таа наша игра на сакам да кажам, а не ја велам да, тоа се веќе некои други причини, меѓутоа тоа е асоциација за неискрен и манипулативен однос. Или, ако луѓето на кои ќе им кажеме не го прифатат тоа, чувствуваат некаков отпор кон тоа, се менуваат нашите односи затоа што сме кажале не гледаат поинако, тогаш треба да ги преиспитаме и нашите односи. Тоа што луѓето кои што ги знаеме, сакаме, почитуваме и за кои сме спремни да се откажеме од своето да, не го прифаќаат нашето не, зборува за нешто друго. Зборува дека можеби е време да си ги провериме односите со тие луѓе, по какви односи сме влегле ние и дали воопшто таквите луѓе ни се неопходни во животот и колку треба да бидеме блиски или далечни со нив и да провериме дали можеби односот ни се заснова главно на нашето да, односно секогаш ние имаме време за нив и секогаш сме тука за да направиме нешто за нив, а тие уживаат во привилегиите кои што им ги даваме. Да се каже не е многу битно, тоа е тест за нашите односи, тоа е проверка за нашата искреност, проверка за цврстината и автентичноста на односот кој што го имаме пред се со себе, а потоа и со другите. Да се биде искрен, автентичен и да се почитува своето време, своите желби и потреби, воопшто не е себично. Умешноста да се каже не се учи. Умешноста да се каже не може би се заборавила низ годините, па може би само е време да се подсетиме. Најглавната мотивација, инспирација да се каже не е тоа дека кога кажуваме не сме искрени, кога кажуваме не водиме грижа за себе, кога кажуваме не го почитуваме повеќе другиот затоа што не го лажеме, не се присилуваме себе си да градиме некои односи или да поминуваме време некаде во некои разговори во кои нема ни да бидеме присутни или да нудиме некаква помош и поддршка која всушност нити сакаме, нити можеме да ја дадеме. А луѓето тоа го знаат, го чувствуваат и доколку сакаме да бидеме искрени, автентични, доколку сакаме на крајот на краиштата да бидеме здрави, затоа што потиснатата енергија од секое наше да, кога мислиме не, останува некаде во нас. Стресот може да предизвика разни видови конфликти внатре во нас, потоа тоа да се развие во некакви приказни, кои што некогаш повеќе може да им штетат на нашите односи, отколку да им користат, а се разбира дека нас во секој случај ќе ни штетат. Наше апсолутно право е да кажеме некому не. А негово или нејзино апсолутно право е како ќе го прифати и како ќе се носи со тоа не. Ние тука ништо не можеме да направиме. Ако луѓето не го прифаќаат нашето не, може би и тие не знаат да кажат не, може би и тие не научиле како да им кажат не на другите. Како подолг период на сите сме им кажувале да и сме биле секогаш присутни за се, за помош, за поддршка, за да ги слушаме, да пиеме кафе, да прошетаме со нив и така натаму. Ке има реакции кога ќе им кажеме прв пат не, затоа што ние сме ги навикнале на нашето да, затоа што ние сме биле дел од тој однос во кој постојано и за се сме биле тука, сме биле помош, поддршка, сме биле едно големо да, додека нашето автентично не вриштело во нас и сакало да излезе. Може би е време да го пуштиме. Не ни дава повеќе слободно време, не прави да се чувствуваме повеќе искрени, повеќе автентични, повеќе вредни и ни покажува дека на вистина се почитуваме, вреднуваме и сакаме себе си и на тој начин сакаме да се однесуваме и кон другите луѓе. Сакаме сите да имаме искрени односи со блиските луѓе или барем така зборуваме, па може би еден начин е да се каже не кога се мисли не, односно да се каже да на своите желби и потреби, независно каква ќе биде
реакцијата на другите. Се додека другите ги ставаме пред нас, ние се ставаме некаде поназад, во позадината, а тоа не е здраво, тоа не е зрело, тоа не е искрено. Јас ви посакувам убав ден и се надевам дека ви отворив можеби некоја друга перспектива, можеби некој друг начин и агол на гледање на нештата и се надевам дека доколку имате проблем со вашето не, дека ќе најдете малку време, ќе му посветите малку внимание, ќе поработите малку на тоа. Тоа е само еден од начините да бидете помирни и поавтентични на себе си. Имајте убав ден и вреднувајте го своето не, затоа што секој не на другите е да за себе. Се гледаме во следното видео со некоја нова тема.